Еве најнапред, почитувани колешки, почитувани вработени, господи, госпогици во овој законодавен дом, почитувани жени од цела Република Македонија и надвор од неа, ви го честитам денешниот празник на жената, празникот 8 март, со желба за многу успеси понатам. Почитувани граѓани, колеги пратеници, изминативе неколку години, особено последниве неколку месеци или недели, состојбите во образованието во Република Македонија се катастрофални и загрижувачки. Сите овие состојби ги наметна, ги создаде актуелната власт, носејќи секојдневно на брз начин непромислени и лоши закони, започнувајќи со законот за воведување на екстерното тестирање. Затоа во изминатиот период во Република Македонија се случуваа низа протести од наставниците, учениците, нивните родители, кои што беа видно загрижени, разочарани поради начинот на кој се воведе екстерното тестирање. Една од најкритикуваните мерки на оваа влада. Тогаш власта објаснуваше и предпоставуваше дека демек со воведување на екстерното тестирање ќе се подобрил квалитетот во образованието. Напротив, со воведување на екстерното тестирање се создаде голем хаос во образованието, а резултатите, ефектите од истото се нула. Со воведување на екстерното тестирање, кај учениците се променија работните навики, кои што порано ги имаа, учеа секојдневно, континуирано во текот на цела учебна година, а не сега да бидат фокусирани само на прашања и теми кои што очекуват дека ќе им се дадат на екстерното тестирање. Во сите држави екстерното тестирање се спроведува заради увидување на усвоените знаења, резултати кај учениците и доколку се утврдат недостатоци, неправилности, истите се коригираат со тоа што ќе се променат наставните планови и методот на методолошкиот пристап. Додека кај нас во Република Македонија екстерното тестирање се воведе заради уцена, притисок, да се има под контрола целиот образовен систем, односно наставниот кадар. Минатата година, заради неправилно спроведување на многу реформи во образованието, се случи бојкотирање на наставата со неколку месеци. Тогаш средношколците подигнаа камп пред ресорното министерство, а тогаш и надлежните обеќаа многу работи. Дека ќе има равна расправа, на која што расправа ќе се дебатира по тој проблем и дека ќе се промени концептот на екстерното тестирање. Потоа, во септември 2015 година, опозицијата имаше поднесено предлог закон за укинување на екстерното тестирање. Тогаш во многу дискусии на пратениците од власта слушнавме дека навистина има пропусти во екстерното тестирање и дека истите ќе се отстранат и ќе се промени концептот на екстерно тестирање. Тоа нешто го кажа и министерот за образование и наука и заменик министерот, но до ден денес ништо не е изменето. Еве матурантите го спроведоа екстерното тестирање пак по стариот концепт, бидејќи нов и нема. Еве за некој месец екстерното тестирање ќе се спроведе и во основните и во средните училишта пак по старо. Немаме нов концепт. Се си оди по старо. Пак на товар на учениците, наставниците,
бидејќи нивните предлози и идеи никој не ги зима во предвид. Пред 3 години, за да стресот биде поголем кај учениците, се внесе и Кембридж програмата, проект за кој што се потрошија 2,5 милиони евра. Проект кој што не беше добре дојден ниту кај наставниците, ниту кај учениците, ниту кај нивните родители. Родителите креваа раменици, се чудеа како да се справат со своите ученици дома. Имаше многу нелогичности и оваа програма не беше соодветна за возраста на учениците. Училиштата се уште не беа подготвени со потребните нагледни средства. Но на брзина преку ноќ, за 2 дена обука на наставниците, оваа програма беше воведена. Сега е од 1 до 6 оделение, во септември 2016 ќе биде 7, 8 и 9. И сега овие денови слушнавме, заменикот министер кажа дека со овие реформи во образованието се постигнати целите и дека е отворен патот Кембридж програмата да се спроведе дури и во средното образование. И со укажување до општините дека треба да дадат поголема поддршка во однос на наставните помагала во училиштата. Добре дојде заменик министер. Тоа ние го зборувавме пред да ја внесете оваа програма, ама тогаш опозицијата го кажуваше тоа. Не го земавте во предвид, а сега истото тоа вие го кажувате. Потоа, многобројни се проблемите во многу училишта широм републикава. Во 21. век во многу училишта се уште не постојат соодветни санитарни услови. Проблем е исто така греењето, кое што се одразува на здравието на учениците. Во многу училишта, училишните дворови личат на змијарници. По 1,5 метар трева учениците шетаат по дворот, не се безбедни. Во многу училишта законот не се почитува. Паралелки од 25 ученика се поделуваат на 2 за да се вдомат партиски кадри. За 5-6 часа се вработува нов наставник или професор да се вдомат повторно партиските кадри. Ништо не е поубава и состојбата во студентските домови. Вчера колегата Стефан многу убаво кажа каква е состојбата во студентските домови. Прокиснати тавани, потоа прозорци искршени, без стакла, мублосани зидови, во храната бубачки, дотраени санитарни чворови. Наместо оваа власт да се грижи за студентите, оваа власт сака повеќе да се грижи и се грижи за своите партиски универзитетски кадри. Сака да воведе нов универзитет, не водејќи сметка дека постоечките ќе бидат загрозени и не водејќи сметка дека бројот на студентите се намалува поради масовното иселување од Република Македонија. Над 620.000 граѓани се иселија. Потоа, во овој универзитет сведоци сме почитувани граѓани дека власта сака на уште еден ваков начин да воведе нов универзитет, шверцерски начин да втурне на брзина уште еден нов универзитет со 6 факултети и 2 институти кои веќе постојат во нашата држава. А соучесник во ваквиот обид на власта и председателката на Комисијата за образование, наука и спорт, која што уште од првиот ден го скрши деловникот за работа на оваа собрание, го згази Уставот на Република Македонија, ги урни са сите демократски вредности, со силата, со големиот број на гласови во комисијата, таа фалсификуваше гласање во комисијата, ограничувајќи го правото, односно време траењето на дискусијата на пратениците од опозицијата. Фалсификуваше гласање во момент
кога пратениците од опозицијата се уште расправаа по процедуралните забелешки на стариот неправилен начин на водење на комисијата од страна на председателката на оваа комисија. И затоа од тие причини ја поднесовме и интерпелацијата, во чиј што одговор има смешни работи кажени.